Здраво, најпрво да ви посакам да дојде во редакциите на Телеграф МК. Сакам да прво прашање, претпоставам дека и други прашуваа денеска. После колку време овие прво појавување во јавност? Или односно во медиум? Прво здраво. Мило ние што сме тука. Во медиум, па да, и сме имале некакви попатни интервјуа, да речеме ова лето при нашите настапи во неколку града. Значи, низ земјава, меѓутоа вака во студио не сме биле неколку години можеби. Добро. Како чувствувате сега после толку време повторно пред камери? Исто. Исто. Добро. Нормално. Веќе сме навикнати, ние сме многу долго време на сценава. Добро. Што правиш Ареја во овие години? Ајде Ивица, нека ми одговори. Што правиш? Колку свираме ли? Колку години направивте пауза, би кажал, колку време ве немаше на... Во основа пауза, значи, изгледа дека претежно е медиумска, значи она што е пауза е медиумска. Ние во овој период си настапуваме, свириме, значи претежно некаде, мислам просечно, 10 настапи имаме во текот на годината. Правиме, значи настапи, и клубски, и на разни фестивали, знаеш, пивски фестивал, не знам што, разни подградови манифестации што ги организира. Значи Квешијада, Пастрамалија, ваква така. Да. Се има. Значи настапуваме со нормално настапи со своји песни, значи тоа не е тезга настапи, концертни настапи, значи не сме одвоени од настапи, си работиме, свириме, се работи медиумска пауза и со нов материјал. Значи подолго време. Зошто се повлековте од медиумите? Па ако немаш нов материјал, нема зашто правеле материјал дека да, правиме, да. Немаме нов албум неколку години, значи нема што да се збори, која веќе се е кажано, излишно е да збориме повторнистите работи, да ги повторуваме, а работи од приватниот живот, па и до сега и не сме имале пракса да раскажуваме, значи на таа фора да фаќаме публика. Од почеток на кариерата, значи така не е политиката, ако немаме што да кажеме, не излегуваме по медиуми. Ако немаш нов материјал, ако нема некој поголем настан и така. Колку песни направивте во овој период кога ве немаше? Колку песни Ареја од тој период кога ве снема, буквално, не буквално, колку песни направивте до сега? Имате ли материјал за албум? Што е тоа не снима? Од нашиот последен албум? Од медиумите, да, од вашиот последен албум, колку песни до сега направивте? Ние пошто имаме своје студио, добро, да. Работиме сами и имаме многу песни. Но колку тоа заслужува да оди на албум, тоа е прашање. Значи, цело време работиме, се обидуваме да направиме нешто. Имаме многу идеи од песни. Можеби и со годините вредностите ти растат, системот на вредности, значи вкусот ти се развива, па можеби потешко се одлучуваш да нешто што си направил и ставиш на албум. Можеби малку и креативно се потрошивме. 5 албуми имаме студиски, значи 50 и нешто, 60 на песни имаме направено, така да потешко се одлучуваме да ја завршиме приказната што се вика албум на Ареја. А во основа цело време работиме, се обидуваме да направиме нешто креативно. Добро, повеќе од вас работат нешто сосема друго. Ружица, ти си уште во Ивана, ако не се лажам? Не сум во Ивана, јас сум во Елем, цело време сум во Елем. Значи, скоро 20 години јас работам во Елем, хидроцентрали Маврово. Добро. И како што знаеме, во Македонија многу тешко се живее само од музика. Можеби невозможно да се живее добро само од музика. Јас морам да работам и друго. А и си имам своја струка, значи... Тоа работите по струка? Да, работам по струка. Илица, приватно што се занимавате? Па ево моментално само со студио. Само музика. Иначе пред тоа работев 10 години, работев во основниот суд во Гостивар, кривично оделение, така да. Имам 10 години стаж. Тапанарот си работи, тој си е... Не, тоа е басистот, Тапанарот ни е професор во училиште. Сите имаме по некоја друга работа. Секој работи нешто друго надворот. Добро. Бевте наврво, бевте популарни. Луѓето ви ги сакаа песни, но токму тоа се повлековте. Кажавте пред малку, зошто кога бевте во Вроц одлучивте да се повлечат од медиумите, не се повлековте вие од сцена, од настапите, туку од медиумите? Зошто се повлековте кога бевте најпопуларни, кои имавте најдобри песни, луѓето ве сакаа? Знаете, сите продолжуваат баш тогаш кога се најпопуларни да создаваат песни, да ги има насекаде, вие тогаш се повлековте? Па едноставно можеби така требало да биде. Нашите песни кои што тогаш сме ги создале се уште се живи. Можеби требало време за да заживеат уште повеќе, а и доказ е дека е така е тоа што
на нашите настапи имаме многу публика кој што ги знае песните. Има млада публика која што некои од нив можеби не биле ни родени или биле многу мали кога настанале тие први песни на Арија, па ги знаат и ги сакаат. Што значи дека не е нешто многу пропуштено, можеби е вака добро. Од друга страна, како што кажа Ивица пред малку, повеќе одиме на квалитет отколку на квантитет. Потешко се определуваме што ново ќе ставиме, значи и што ќе оставиме позади нас како. Повеќе бираме. Па сега е еден период од неколку години како се препираме меѓусебно стилски како да биде организиран, значи новиот албум во кој ќе биде истата Арија од пред 10-15 години или ќе биде нешто сосема друга Арија? Па види, ние се менуваме и како личности се менуваме, значи созреваме со текот на годините и нашите вкусови се менуваат, а и плюс тоа ние сме многу различни, да речем јас и Ивица сме диаметрално различни во многу работи, така што јас имам друг вкус, тој има друг вкус. Тој повеќе сака да се свири, значи, покласичен рок-н-рол, јас повеќе сакам да има влијание електрониката, каде ќе се сретнеме, ќе видиме, се уште не се и на тие песни кои што ги имаме направено и кои што сметаме дека може да одат на албум, не се дефинитивно направени аранжманите, не се спакувани. Конфликтите се аранжмански, во делот на аранжман, звук. Така, следите ли македонската музика страда овие години? Следите што се случува? Кој е вашето мислење? Колку е поразлично од тогаш пред 10-15 години и сега? Што е сменето? Многу работи се сменети. Прво, многу малку гледам бендови да работат као со своја авторска музика. Повеќе страдава стана композитор, компонира, пејач, хит кој трае месец-два и тоа е тоа. Значи, сериозно, многу малку се работи сериозно. Има голема разлика. Некој бенд кој што потсетува сега на вас? Од тоа што сега го имаме на естрада? Ивица повеќе ги следи младите бендови. Што потсетува на нас? Не би рекол, немам видено, значи, да потсетува на нас. Па не е потребно да потсетуваш на некого, едноставно треба да си автентичен, значи да си оригинален. Тоа е, значи, патот до успехот. Да бидеш, да се најдеш себе си, да се изразиш себе си во музиката. Дали сте доволни од успехот што го имавте постигнато или сепак ќе се обидете и да ги освоите и денешните генерации со новата музика што ќе ја правите? Па да, ние сме задоволни. Јас лично да кажам дека сум задоволна од тоа што сме постигнале. Не сме очекувале некаков успех, да речеме во далечната 92 година кога прв сме се појавиле како бенд, значи тогаш сме се формирали и настапивме на поп-рок фест кој што ни беше одскочна даска за да го снимиме првиот албум. Значи воопшто тогаш не сме се надевале на некаков успех. Не ни бил целта да имаме успех, туку да создаваме. И испадна дека тогаш сме победиле. Така што успехот некако си дошол сам по себе и задоволни сме од тоа што бил. Како планирате да ги освоите новите генерации? Младите? Како планираме? Со искрена музика. Така. Добро. Имате ли некоја, можеби во фиока, некоја песна кој сите мои слики што ја чувате, што ете толку години можеби стои во фиока и планирате еве сега со таа песна се вратите, Ивица можеме да говориме тоа пошто. Не можеш да знаеш дали имаш и за сите мои слики не знаеме, не постои рецепт за тоа. Значи, кога би имале таков рецепт, би направиле втора сите мои слики. Но не може, едноставно додека не ги пуштиш песните во јавност, во етер, не знаеш која како ќе помине. Со намера не можеш да направиш, нарочито кога ги правиш песните искрено и работиш она што тебе ти иде, што мислиш, значи твоја приказна кога раскажуваш, не можеш да знаеш, може ќе се фати, може некои песни со претходните албуми после стана исто големи слушани, да речеме на концертиве, песната со Џуле што ја снимиме се, таа например е рамна на сите мои слики во живо кога ја свириме, значи во моментот не се фати одма, но сега кога настапуваме таа песна се проби, така да не можеш да знаеш. Кај нас е потешко песните да стигнат сите, обично знаеш, радијата одбираат, ти снимаш 10-12 песни на албум, ќе одберат 2-3 песни, а другите нема да стигна така лесно до публиката. Како настана сите мои слики? Се сеќавате ли? Сигурно се сеќавате. Како настана таа песна? Која напиша? Па интересна работа, сите мои слики многу лесно настана. Мислам, имаме веќе и кажано. Значи не постоеше некоја филозофија. Едноставно јас на акустична гитара почнав идејата. Дури не беше поентата песна неправена.
Рудица беше присутна тука, а ми се допаѓа тоа, почнавме работиме, дури почна одма текстот да го, дело текстот да го пее на доека работиме песната. Многу брзо настана таа Кој песна. напиша текстот? Да, незин. Во основа текстовите се 90% од Ружица. Да. Дали сте, Ружица, дали сте направиле песна за некои други ваши колеги до сега? Сте пишувале? Па порано, да, за Каролина Гочева имав направено Која песна? неколку текста. Има некој испеан од ти? Не можам да се сетам, одамно беше. Безогледна се. Безогледна се. И уште една мислам дека имаше. Сега ќе се збуниме, да правија размани, некој безогледна се беше 7 мини, сеќавам ритмот, така не се така го направи, се сеќавам. Ако не се Имаше приметува нешто, во да, песната. веќе сум заборавила. Да, беше. Одамна не. Мислам, не се нафаќам да пишувам текстови за други. Тешко ми оди. Најдобро вие се познаете себе си. Мене знаете. тешко ми оди и зарија да пишувам текстови, искрено, ми треба многу време. Не сум од оние текстописци кои што ги штанцаат, да. Тешко ми оди. Сакам да биде она перфектно и све што ќе направам го поништо. Почнам од Тука и почеток. проблемот малку со споро што работиме, што Ружица кога пишува текст, не го пишува наменски. Значи кога не зачи дојде инспирација, кога 100% верува во тоа, тогаш текстот е. Затоа да речеме често пати и јас што имам идеи за текстови не поминуваат, зашто во 80% од текстовите, значи приказната во текстовите и повеќе ја е од Ружица. Дали на 3 декември може да го најавиме како камбек на Ареја? Не. Пред Не камбек, ама може би ќе убрза работата со. Или ќе пуштите да, као катализатор на станите, може да бидете на некој начин, да. Никогаш не се знае. Што ќе слушнеме на 3 декември заедно со Бајага и Прљавото залиште, Борис Трајковски? Ќе слушнеме целовечерен концерт на Арија. Час и половина ќе трае, одбрани се најпознатите песни. И многу позитивна енергија ќе има. Превладува страв, возбуда, трема, пошто сепак има голема Што е бројка на нормално. луѓе. Да. Па не е трема, што знам. Јас, например, многу ги сакам такви големи концерти. Сметам дека Арија е бенд за голема бина. Немаме толку услови да настапуваме често на такви големи бини. Значи, кога настапуваме во другите градови, претежно тоа се клубски свирки. Ова е стварно убаво доживување. Јас се радувам што ќе настапиме, затоа што најубаво се изразуваме. Таква ни е музиката, најубаво се изразуваме кога имаме голема бина, добро озвучување, тогаш прозвучува вистински Ареја. Во основа повеќе трема имаме кога настапуваме помали места, значи клубови ради техника, како ќе биде, дали звукот ќе успее да го допре тоа, вака кога е со голема продукција е многу полесно. Подготувате нешто ново што ќе опуштите во блиска иднина? Некоја нова песна за која можеби ќе смените и спот? Ќе работите повеќе за да песната нели добре до публиката? Подготвуваме. Добро, ви благодарам што бевте гости во редакцијата на благодарам. Телеграф Макар. Се гледаме во некоја друга прилика. Се гледаме на 3 декември.